по препораката од Комисијата за заразни болести и Министерството за здравство да се избегне опасноста од ширење на грипот. После краткото пролонгирање на зимскиот распуст, официјално од денес започна второто полугодие од учебната 2016-2017 година за околу 270.000 ученици, од кои 188.000 основци и 80.000 средношколци во Република Македонија. Имаме една охрабрувачка ситуација во однос на состојбата со присутност на учениците. Некои поголеми евидентирани отсуства немаме, тоа се незначителни по 1 до 2 ученици во паралелка, што говори за податок за стабилизирање на здравствената состојба во однос на состојбата со грип која што имавме при завршувањето на првото полугодие од учебната година. Располагаме со бројка од приближно скоро 7.000, значи околу 4.000 имаме во основните училишта, 5 основни, 8 подрачни училишта и во 4 средни училишта имаме бројка од околу 2500 ученици кои што се редовно на настава. Николова додава дека во сите основни и средни училишта просториите се доволно затоплени, а во подрачните штипски училишта поради слабата изолација се вклучени и дополнителни грејни тела. Исто така за време на распустот во училиштата се извршени и дополнителни дезинфекциони мерки. Грејењето оваа година, како и сите години унапред, мислам дека во се одлично, секој пат било добро. Така да и зимскиот распуст кога немаше ученици моравме да грееме поради екстремно ниските температури. Количината на нафта задоволува, значи имаме порачено некаде околу 45 тона за цела година, така да имаме искористено некаде околу 15-17 тона до сега. Во училиштето е извршена дезинфекција на комплетно училниците и денеска ќе се изврши на работилници, бидејќи работилниците ќе користиме од наредната недела. Освен во Штип, воспитно-образовниот процес на првиот училишен ден од второто полугодие се одвива нормално и во Македонска Каменица. Иако имавме снежни наноси во селските средини, сепак патиштата се прочистени и дечињата од сите селски средини стигнаа навремено во училиштата на првиот училишен ден. Согласно набавката во основното училиште, чиј обезбеден превоз за сите ученици од селските средини, склучени се договори со превозниците за календарската 2017 година. И иако имавме многу ниски температури, сите проблеми кои што ги имавме со греењето во основното и во средното училиште се санирани. Првиот училишен ден започнува во нормални услови. Учениците кои што патуваат не стигнаа на време. Училиштата подрачни исто така се обезбедени со дрва со затоплување како и централното и се надеваме дека крајот на школската година ќе го дочекаме како и крајот на првото полугодие без никакви проблеми. Инаку, речиси 270.000 основци и средношколци, двата дополнителни дена од распустот ќе треба да ги одработат во саботи, едниот ден во март, а другиот во април, со цел да се исполни вкупниот фонд од 180 наставни дена во учебната година. А веќе од наредниот понеделник пак ќе започне екстерното тестирање на 18.600 матуранти, кое ќе трае до 3 февруари 2017 година.